Почитувани медиуми, добар ден. Деновиве во пол неке работата на бербата на тутунот, десетици илјади семејства во Македонија, најголемиот дел во Пелагонискиот регион и посебно во Прилепскиот, целата своја чесна работа ја вложуваат токму сега со надеж дека ќе обезбедат пристоен живот. Во исто време почнува и нивната најголема грижа, дали ќе успеат да си го наплатат трудот или владата ќе ги изигра повторно, како што тоа го направи за минатата реколта. Бевме сведоци минатата сезона дека тутунарите беа целосно изиграни и ограбени од страна на откупувачите и владата, кога килограм тутун беше откупуван по цена од една кутија цигари, што не овозможуваше да се покријат и основните трошаци за производството. Но и да подсетиме дека за прв пат после 15 години остана 1.000.000 килограми неоткупен тутун. Токму затоа, на самиот почеток на бербата на овогодинешната реколта, ја предупредуваме владата да не се обидува повторно да ги изигра тутунарите и ја повикуваме уште од сега на време да не дозволи увоз и шверц на тутун пред да се откупи и последниот лист од домашното македонско производство. Дополнително, ВМРО-ДПМН се обврзува, доколку владата не го направи ова, во првиот момент кога ќе има мнозинство за тоа, ќе донесеме закон со кој стриктно ќе се забрани увозот на тутун, се додека не биде откупен и последниот лист на тутун од македонскиот земјоделец. Прилепи прилепчани кои најмногу живеат од тутунот знаат што значи тутунарската мака, исто како што знаат дека тоа што ВМРО-ДПМН ќе го вети, тоа и го реализира. Власта на Социјалдемократскиот сојуз и ЗАЕВ ги заборави и Прилеп и цела Пелагонија. Камен на камен не стави. Ние тоа ќе го промениме. Концептот Македонија за сите луѓе е концепт на работа и на посветеност кон решавање на потребите и проблемите на граѓаните. Освен новиот закон за тутун, во овој концепт се нуди и инфраструктурен развој на овој дел од Македонија. ВМРО-ДПМН се обврзува да се изгради ново автопатско решение од Велес преку Бабуна до Прилеп, кој потоа ќе продолжува кон Битола и граничниот премин Меджитлија со Република Грција. Ваквиот автопат нема да значи само бенефит за граѓаните, туку и за целото стопанство во Пелагонискиот регион, негова подобра економска и инфраструктурна поврзаност со другите делови од Македонија. Овие 4 години власт на ЗАЕВ се 4 украдени и упропастени години за Македонија. Ниту нешто направија, ниту нешто изградија. И тоа кое што го има наследено не беа способни да го довршат или да го дочуваат. Народот за ова ќе ги казни. Народот, заедно со ВМРО-ДПМН, ќе ја крене Македонија повторно на нозе и ќе ја поведе кон напредок и подобра иднина.